Почитувани гледачи, добро вечер. Минатата емисија, темата беше фудбалскиот клуб Осогово, околу она што се случува со координативното тело и до каде беа активностите. Сега, во средата, вече се одржа тоа собрание, што беше наречено како изборно собрание, и за преседавач на собранието и кој воедно го водеше целиот тој состанок, целата таа седница, ајде така да ја наречам, беше мојот драг пријател Оливер Досевски, па токму бидејќи до изборот на председател и на други тела во клубот, тој ќе раководи со клубот. Денешен мој гостин е токму, реков, Оливер Досевски, од причина што сакаме во континуитет да продолжиме за така нареченото кочанско мезимче фудбалскиот клуб Осогово. Добро вечер, Оливер. Добро вечер. Најнапред да се заблагодарам за поканата во вашата ценета емисија и да ги поздравам гледачите на Канал 8 и сите љубители на фудбалскиот клуб Осогово. Знаеме дека ФК Осогово е на сите нас една болна точка, значи една пасија, една страст за која сакаме ние да живееме, на кој сакаме исто така да го гледаме, да ги делиме успесите со тој фудбалски клуб, затоа што најголем дел од нас пораставме во тој фудбалски клуб. На таа седница, како што кажавте вие, која се одржа во средата навечер во 19 часот, беа поканети присутни сите релевантни фактори кои можат да му помогнат на фудбалскиот клуб Осогово во овој момент. Значи, најнапред ќе образложам од кои причини се создаде таа иницијатива за повик за изборно собрание и избор на нов управен одбор. Знаеме дека ФК Осогово по долги години надпреварување во третата лига, минатата сезона се врати во втората фудбалска лига, ајде да кажеме место кое можеби во моментов и му припаѓа на ФК Осогово според она што се според рейтингот и според објективните можности. Сепак Осогово само после една сезона, на наша жал, на сите ние кои што сме влюбени во ФК Осогово, повторно се врати во третата лига и така да кажам, фудбалот во Кочани се најде на едно незавидно ниво и млади ентузијасти, значи љубители на фудбалскиот клуб Осогово, од навивачката група Сејмени, од постарата навивачка група Сејмени кои што го следеле Осогово пред 20 години, знаеме каде се надпреваруваше тогаш ФК Осогово, фудбалери на фудбалскиот клуб Осогово кои играа во тоа време, подоцна ќе спомнам нешто за сите нив, и познати градски личности, угледни градски личности, се создаде еден управен одбор од 21 член. Значи, на прв поглед изгледа како голема бројка, но токму тоа беше еден од акцентите масовно да се собереме, да се даде акцент на повеќе луѓе да бидат инволвирани и секој со определени цели, задачи и функции да допринесе за развојот на фудбалскиот клуб Осогово. По низ за години, во управниот одбор влезе и председателот на Советот на општина Кочани, моменталниот Спирко Ѓорѓиев, значи една спона, односно еден линк, модерно кажано, помеѓу фудбалскиот клуб Осогово и локалната самоуправа, и влезе мојот голем пријател, сега не знам дали тој консултира, меѓутоа мислам дека е некоја грешка направена, Сашко Ангелов Цијакот, бидејќи тој е комесар за делегирање на фудбалските судии во третата фудбалска лига Исток, што значи се коси с тоа, бидејќи тој треба се реши или ќе биде во управниот одбор или ќе продолжи на функцијата која што работи. Која беше идејата, Спирко, да биде инволвиран и со Сашко дали сте разговарале, бидејќи јас имам некои сознанија од него лично добиени дека тој по еден разговор со вас дека ќе се откаже од таа функција. Значи, со господинот Спирко Ѓорѓиев е разговарано, тој прифати да биде дел од управниот одбор. Значи, лично јас не бев присутен на разговорот со господинот Спирко. Тој е љубител на фудбалскиот клуб Осогово, тоа што е председавач на Советот на општина Кочани, само е еден доказ дека се создава една поширока маса за поголема инволвираност на сите субјекти, правни па и физички субјекти во град Кочани, кои што
би сакале и се спремни да му помогнат на фудбалскиот клуб Осогово. Знаеме дека во сите овие години имаше една спрега, волја за соработка со локалната самоуправа, но од одредени причини, заради инволвираност, сега овде не сакам да споменувам значи конкретни лица со име и презиме, веројатно општината имала некоја скепса за инволвираноста во ФК Осогово и затоа не сакаше конкретно да биде вклучена. Од друга страна, со господинот Страшко Ангелов, исто Сашко Ангелов, се извинувам, значи реномиран фудбалски судија, делегат сега и комесар за делегирање на фудбалски судии во третата лига. Лично не сум разговарал. Тој вчера не беше присутен на собранието, веројатно му е доставена покана од координативното тело. Но ќе биде повикан на првата седница која ќе се одржи деновиве, значи во најскоро време, и да видиме, значи, тој управен одбор од 21 член, кој што вчера беше изгласан едногласно од присутните делегати на собранието на фудбалскиот клуб Осогово, дефинитивно да расчистиме со некои работи. Значи, како со вклученоста на тие делегати, така и со правниот статус на фудбалскиот клуб Осогово. Значи, ние начнавме на тоа собрание во првата точка запознавање со тековната состојба на фудбалскиот клуб Осогово. Бесме известени во оваа прилика да му се заблагодарам на господинот Венцо Бојков, затоа што не удостои со корисни информации за кои се здруженија били инволвирани во овој период во фудбалскиот клуб Осогово од 2004 година па до 2012, значи во последните 8 година. Значи со фудбалскиот клуб Осогово во тоа време се било раководено од три здруженија. Да. Фудбалски клуб Осогово, фудбалски клуб Здружение на граѓани Осогово Кочни, Здружение на граѓани Осогово 1924 и Здружение на граѓани Осогово Код 2005. Токму така, значи на сите тие на здруженија конкретно има значи најмалку 5 членови и на чело на сите тие на едното здружение мислам дека на здружение на фудбалскиот клуб Осогово, првото здружение од кое почна да се надпреварува во надпреварачката 2004-2005 година стои Крстев, на второто Љубен Тасев и на третото Кире Тодоровски. Да. Осогово. Вчера бевме известени од претходното раководство дека се уште е валидна таа сметка и дека Осогово фудбалската федерација на Македонија фигурира под здруженијето Осогово Ко. Значи прва и примарна цел на новиот управен одбор ќе биде запознавање со конкретниот правен статус и финансиската состојба на фудбалскиот клуб Осогово. Токму и на состанокот кој се јас јавив малку за збор там кога разговаравме на таа тема, произлезе еден предлог, бидејќи сомнежи секој пат постојат. Оно што дошол се сомнева во работата на претходниот. Што јас, например, не се сложив и таму, бидејќи тоа е здружение на граѓани, преку тие сметки средства не се уплаќани преку таа конкретно што ја кажавте, што е основач Крстев, преку неја не е работено, токму некој го прозива него. По образложението што го даде тој, јас дадов еден корисен предлог, мислам и вие се сложивте, дека најдобро е да се формира ново здружение. Дали размислувате како нов управен одбор да се формира ново здружение, да почне се од нула, и ме интересира исто за да продолжиме со разговорот, дали имате индиции кога ќе се формират тие тела, но со видејќи вие се председавача, треба председател, благајник, надзорен одбор, управен одбор, има си по статуто што се треба да се формира. Токму така, значи на тој состанок кој се одржа во средата навечер, имаше прозивки од одредени субјекти. Јас како председавач се заложив да не се споменува конкретно со име и презиме, затоа што како физичко лице никој нема ниту право, ниту ингеренции да обвинува некој да бара отчет за потрошени финансиски средства кои ги дал лично од негов джеб, од својот джеб. Значи да се разбереме. Она што го интересира новиот управен одбор на фудбалскиот клуб Осогово е запознавање со актуелната, значи тековната финансиска состојба во која се наоѓа фудбалскиот клуб. Дали има долгови? Према значи, кој се? Не е наша работа, ние нити сме правен
не сме ние правна институција па да им судиме, ни најмалку не ни сакаме, затоа што тие се наши сограѓани, тие се и наши пријатели, ние сакаме да не идеме на соработка, меѓу другото, на техничка помош, консултативна. Меѓутоа, мислам дека е добро да не удостојат со информација како е воден фудбалскиот клуб Осогово, кои се неговите побарувања и кои се неговите обврски. Спомена еден од претходните раководители во фудбалскиот клуб Осогово дека документ кој што го признава како обврска за наплата е фактурата, точно така. Меѓутоа, мора да бидеме на чисто дека фудбалскиот клуб Осогово дефинитивно нема никакви обврски ниту кон Општинскиот фудбалски сојуз, ниту кон Фудбалската федерација на Република Македонија, ниту кон некои други државни институции. Сега после ќе се навратиме повторно на таа тема, него ме интересира. Сега со 21 ден влеговте во тој управен одбор. Добро е што таа бројка голема, значи од повеќе бранши, ајде да кажеме, од повеќе луѓе, повеќе идеи, значи може да се направи нешто добро за клубот. Интересираме кога вие во план, бидејќи времето немилосредно гази, тоа си минува, еве, за некој ден ќе треба да почнат подготовките, не се знае со играчкиот кадар која е состојбата, председател на клубот, управен одбор, извршен надзорен, благајник, записничари и да не ги редам ред. Точно, токму така. Значи, времето немилосредно не гази, почетокот на новата сезона малте не ќе се случи за 2 месеци, меѓутоа подготовките мора да почнат во најкус можен рок. На првата наредна седница која ќе се одржи во наредните највеќе до понеделникот, значи ќе се состане тој централен одбор, ќе бидат избрани телата, значи претседател, подпредседател, секретар, комесар за безбедност, лица кои ќе раководат со сениорскиот тим. Тука планираме да вклучиме и значи младинските категории на фудбалскиот клуб Осогово. Значи наша цел покрај сениорскиот тим за кој сите навиваме да ги вклучиме и младите категории, значи од 16 до 18 години, од 14 до 16 години. Има пионери, кадети и младинци, да. Младинци. Што е добро, ми и размислуваш, се размислуваш и 5 линија да... И 5 личи. Една од категориите во нацрт проектот на новиот управен одбор е секој 5 личи, затоа што од најмала возраст се раѓа талентите и меѓу тие таленти, дај Боже, еден ден да видиме фудбалски имиња со кои ние сите ќе се гордееме. Како што беше во минатото. Значи, една заедничка работа на сите овие 21 член е љубовта кон фудбалскиот клуб Осогово. Значи, не се тие 21 член кои најмногу сакаат фудбалскиот клуб Осогово. Јас не можам да спорам, еве лично знам дека вие сте половина век на покажување на мојот дело, покажување на мојот чичко Вујко, дека вие сте поминале 50 години има ги на стадионот многу повеќе. Значи, меѓутоа, никој не може да оспорува љубовта на овие 21 делегат кон фудбалскиот клуб Осогово. Апсолутно. Значи, тие живеат за фудбалскиот клуб Осогово. Најголема сатисфакција ќе биде доколку ние успееме на краток рок клубот да го вратиме во втората македонска фудбалска лига и со тек на време да се создадат услови, затоа што знаеме таму дека се неопходни енормно големи финансиски средства, веројатно ќе треба со наша инволвираност да дојдат некои структури кои ќе го вратат клубот на тие стари патеки и да го вратат фудбалскиот клуб Осогово да се надпреварува со најдобрите клубови во Република Македонија. Значи, целите се поставени, задачите, функциите се разговарани, ќе бидат конкретизирани на првиот состанок на Централниот одбор на фудбалскиот клуб Осогово, ќе бидат утврдени принципите по кои се работи и ќе бидат утврдени телата кои ќе раководат со сите тие функции. Оливер, ти спомна, според ова што од сениорска, за да има сениорска екипа, мора да има база. Тоа е прв и основен факт за успех на еден клуб. Знаеме дека Осогово имало играчи од страна, мора да кажам дека тие играчи со година, зашто се играли пред 20 и пред повеќе години, пред 10 години. Тие се играле се нормално за пари, меѓутоа многумина од нив и срцето се го ставиле тука. Интересираме мене за да се успее со 5 клуба прво наброевте. Мислам 5 категории. 5 личи,
кадети, юниори, пионери, Значи сениори. петличи, пионери, кадети и младинци. Младинци и сениори. Тоа се сениори. 5 категории. 5 категории. За тие 5 категории ќе треба да се работи секој сигурно по еден тренер ќе работи. Како ви е решено финансирањето? Имате ли некоја основа за да ви се помогне од почетокот, бидејќи клубот за да почне да работи мора да од почетокот да биде на здрави нози. Џабе е, понатаму ако идат ако работите не идат, а од почетокот се испуштени. Мислам ќе се сложиш тоа со мене. Апсолутно, апсолутно, значи Оти никој бе денеска сигурно нема пазарни, без пари да работи. на Да. пазарна економија, значи во систем во кој живееме денес, значи основата на се финансиските средства. Значи текот на додавање на нови елементи на постојан капитален фонд. Тој постојан капитален фонд што го има фудбалскиот клуб Осогово, рековме ќе се формира една финансиска комисија со која доправа ќе се запознаеме со што располага, кои се неговите оврски и кои се неговите побарувања. Секако дека имаме финансиска конструкција направено и дел од тие средства се обезбедени. Значи неопходно е и во третата фудбалска лига се плаќа котизација. Да. Неопходно е да има значи домаќин кој ќе го одржува теренот на фудбалскиот клуб. Неопходно е значи тренерот кој што ќе работи со фудбалскиот клуб, нормално е да има некој фидбек во паричен израз. Исто така и луѓето кои ќе бидат одговорни за младинските категории, исто така се неопходни финансиски средства и за нив. Значи добар дел од тие пари се обезбедени во разговор со стопанственици, со локалната самоуправа, со некои јавни претпријатија во градот Кочани. И тоа би кажал дека е основата за работа на овој управен одбор. За успешен почеток. За успешен почеток. Да. А за надградбата, значи на сето тоа, доправа следуваат проекти кои Централниот одбор на ФК Осогово ги има изработено. Значи после првиот состанок на Централниот одбор, откако ќе бидат поделени функциите, и јавноста во градот Кочани, пред се мислам овде на фудбалската јавност, ќе биде запознаена со конкретните интенции на овој управен одбор во текот на летниот период, затоа што ние мислиме да работиме најмалку иницијално да ги имаме обезбедено финансиските средства пред време за една полусезона. Што е нормално. Да размислуваме значи чекор понапред. Тоа е добро секако, бидејќи така реков и ќе се воспостави една здрава база, ќе се постави дека клубот има финансии, дека може да се работи, што секако ќе нарадува сите, посебно нас од јавните гласили и оние што ти кажи убаво што поставивме години тамо на тој стадион. Мина до предминатото првенство, особено додека се надпреваруваше у третата лига, играше само сениорската екипа. Оваа година кога влезе во втората лига, еден од условите беше да имаат кадетска и младинска екипа која се надпреваруваше нормално во тај ранг на надпревари. Што не е случај со другите екипи, со оглед на фактот што Маџариеве нема второлигаш, има екипа што се надпреваруваше таму, Академија Пандев исто имаше своја екипа таму, Силекс, иако прволигаш, имаше тука своја екипа. Дали со оглед на тоа што и тоа се трошоци на екипата, дали размислувате со оглед на фактот што ќе биде оваа сезона во третата лига, да ги вклучите категориите што ги набројав, кадети и младинци, да се надпреваруваат, да имат еден надпреварувачки процес, за да можат како, ајде да кажем, готов производ со некое мало искуство да конкурираат за сениорскиот состав. Токму така, значи, како што кажавте вие, дека во втората фудбалска лига тие две категории, значи младинци и кадети, се подразбираше дека мораше да се надпреварува. Неминовно беше неминовно. Да. Во третата фудбалска лига се остава простор, знаеме во кои услови работат фудбалските клубови во Република Македонија и затоа не сакат да бидат оптоварувани со дополнителни трошоци на екзистирање на фудбалските клубови. Наша цел за меѓу членовите на управниот одбор, значи ќе биде назначен координатор кој ќе работи исклучиво со младинските категории. Так. Значи еден или ќе се создаде еден тим до тројца луѓе кои што ќе работат исклучиво со тие младински категории. Иницијално, значи наша желба е да ги офатиме сите категории од 10 до 18 години, значи по 2 години
размак, значи во дополнителен ранг. Затоа што само така ќе се создаде основа ние да генерираме фудбалски таленти од градот Кочани и околината на градот Кочани, затоа што само така може на долги патеки да успее според мене еден фудбалски клуб. Најлесно е кога би имале ние една финансиска конструкција да имаме годишен буџет од не знам некој сега да не спомнувам баснословни суми од кои сме ние дали 100.000 евра. 100.000 евра кои што ги немаат веројатно и најдобрите клубови во втората фудбалска лига. Би било лесно. Па и у првата 8 првите 4. Значи, најдобрите моменти на ФК Осогово ги памтиме во 90-тите години, кога тогашниот гигант во Република Македонија и на овие простори, Атом го финансираше фудбалскиот клуб Осогово. Меѓутоа, во тој момент, јас колку што се сеќавам, па и сега што евоцираме спомени од тие денови, повеќе од половина играчите не беа од Кочани. И што беше сезоната 2001 кога последен пат Осогово се надпреваруваше во највисок фудбалски ранг. Да, во првата лига кога беше, тоа беше времиња, меѓутоа тогаш имаше посетеност. На состанокот пред состанокот на изборното собрание што го нарековте, разговаравме и ти токму ја потенцираше дека прва и основна заложба ви е враќањето на публиката. Јас пишувајќи за еден сајт, неодамна спомнав дека почнаа пред 3000 гледачи да играат прво коло, завршија пред 30. Што значи рапидно опаѓање на посетеноста. Дали ќе ви биде примерна цел враќањето на публиката, бидејќи можам да тврдам дека особо укочени го сакат луѓето. Значи и во светот нормално е, значи основата на еден фудбалски клуб, значи целосната организација да бидат навивачите. Голем дел од фудбалските клубови во светот се водени од навивачите, дури и најголемите фудбалски клубови на избори, значи оние кои што имаат членска книшка како навивачи на тој фудбалски клуб го бираат и својот претседател. Ние сакаме да работиме нешто слично по тој принцип, по тој терк, затоа што ако само ги вратиме верните навивачи на фудбалскиот клуб Осогово, само така можеме да успееме. Ако дојдат, значи да се вратат љубителите на фудбалот во најголем број во Кочани, првата и основна цел ние ја имаме задоволена. На првите надпревари точно од претходната фудбалска сезона, надпреварот со Беласица, со победа со Скопје го следеа сите тие надпревари повеќе од 2 до 3.000 љубители. Аналогно со резултатите кои што ги постигнуваше фудбалскиот клуб Осогово, така се зголемуваше или за жал паѓаше интересот за надпреварите на фудбалскиот клуб. Значи во првите кола Осогово забележа добри резултати, затоа и публиката беше на терен. Почна подоцна во чаршиските муавети, во кулоарите, разни приказни и едноставно луѓето поубаво им беше да седат пред домашните ТВ приемници и да ги следат надпреварите од елитните фудбалски првенства, отколку фудбалскиот клуб Осогово. Значи ако успееме ние да и покажеме дека барем дел од тие да ги вратиме и дека фудбалскиот клуб Осогово постои заради тие навивачи, тогаш верувам дека ќе имате добра иднина. На среден рок дека Осогово ќе се врати таму каде што му припаѓа местото. Оливер, имаше ти некои сознанија добиено од луѓето од координативното тело што работеа на терен. Да ги запознаеме нашите гледачи, мислам дека многумина поред малите екрани сега што седат им чука срцето за Осогово. Односно јас модерно што ги нарекувам жетварите. Дали имате разговарано со играчите и каква е состојбата со играчкиот потенцијал со оглед на фактот што многумина играчи во текот на сезоната го напуштаа клубот? И можем да кажем дека Осогово последните 2-3 кола играше со младински екипи, а дури за Кораб кој се гостуваше, одве се собраа 11 мина да отпатуват. Токму така, запознаени сме со таа ситуација. На надпреварот со Кораб беа присутни само 5 играчи од сениорскиот тим, одвај се собраа од младинските категории, остатокот од играчите, значи за да биде регуларен тој надпревар и да нема срам. Значи во ова постоење на ФК Осогово овие 88 години,
да биде доведен до тоа дередже, значи да се избламира пред фудбалската јавност. Во форумите во кои што ги следиме, ФК Осогово не е ценет само во Кочани. Значи тој е ценет ширум во Осогово е бренд. Името е едноставно бренд. Значи на ниво на нашата Република Македонија Осогово е бренд. Луѓето ги боли како што и ние сакаме, значи како што јас чувствувам одредени симпатии спрема фудбалските клубови Борец, Тиквеш, Беласица, значи Љуботен. Онаа поврзаност што имаше, оној ривалитет, меѓутоа спортски ривалитет каде што бодовите се печалеа на самиот терен. Значи тие клубови сум ги гледал во трета сојузна лига. Знам дека од разговор со пријателите кои што ги имам широм републиката, ме прашуваа што се случува со ФК Осогово. Дајте да дојдеме до некои идеи заеднички, да размениме мислење како да ги вратиме нашите клубови таму каде што припаѓаат. Ентузијасти има. Значи добар дел од членовите на новиот управен одбор се фудбалски легенди. Значи тука ќе ги спомнам Тоде Митев, Зоран Паунов, Боки Давидков, Зоран Филипов, Горан Теодосиевски. Значи 5 играчи кои што се надпреварувале во некој од нив и во втора фудбалска лига во Југославија, некои и беа играчи. Реално да збориме, беа едни од носителите на играта што ја имаше клубот. Токму така. Тие ги знаат состојбите со фудбалскиот кадар во ФК Осогово. Значи актуелната состојба. Ќе биде разговарано со сите играчи кои што ја завршија сезоната во ФК Осогово. Значи ние нема да им сметаме на ниту еден од тие играчи доколку сакат да заминат во повисок ранг, не би било фер и коректно од наша страна. Но доколку им се допадне нашите поставени цели, нашите принципи, секако подкрепени со една солидна финансска конструкција, ќе разговараме со тие играчи доколку сакат да ги бранат боите на фудбалскиот клуб Осогово. Вратите за сите талентирани момчиња од Кочани и Кочанскиот регион се отворени. Значи прва цел ќе биде, значи затоа што веќе треба да се почне и со припремите, па после состанокот на централниот одбор ќе биде утврдено кој ќе го води сениорскиот тим, кој ќе ги води младинските категории. Негова, значи примарна задача ќе биде да создаде една основа за работа со програма нормално. Со програма, сега тоа веќе ја има подготвена, сега не сакам да и со имиња речеме да не калкулираме додека не се одржи. Да не калкулираме додека не се одржи тој состанок на централниот одбор. Не е коректно и према гледачите и према луѓето, па и према другите медиуми. Токму така и да не бидат, значи извисени некои луѓе или да не бидат некои инволвирани кои што не би сакале да бидат дел од овој проект. Секако, значи, тоа ќе биде задача на идниот тренер веќе е разговарано со потенцијалниот иден тренер на ФК Осогово. Тој добро е запознаен со состојбите, значи е личност која што е легенда на ФК Осогово и кој што е бил инволвиран, ќе спомнам, во неговите најдобри времења. Ќе го откријат така. Не, значи Осогово има голем број на легенди, па и ако би ги удостоил, нека преюдицираат и нека сами погајаат кој ќе биде новиот лидер. Само можам да кажам за тој човек дека е фудбалска икона и дека добро си ја знае работата и веруваме во неговите квалитети. Дај Боже така да биде. Јас на состанокот кој почна, пријатно бев изненаден од така наречената ајде семени стара гарда со нивното присуство. Бидејќи тие беа дел од клубот, живееа со клубот и дишаа со клубот. Дел се од новата гарда, сега дел од управниот одбор. Да, од управниот одбор. Ми израждува реков фактот што имате ставено во управниот одбор голем број на 5-6 са тоа легенди на фудбалскиот клуб на Осогово, бидејќи мислам дека самото нивно присуство позитивно ќе влијае на тоа. Значи имате направено една концепција и преку разговорот што го водиме сега и на состанокот што слушаме нешто добро. Конкретно, што ако нешто не се оствари од ова, а го предвидувате? Значи, не дај Боже, еве, играчите почнат да барат пари, затаe се со финанси и нешто. Што тогаш? Значи, инволвираноста на 21 член, меѓу другото и вклучувањето на старата гарда семени, кои што беа едни од тие веќе од најдобрата навивачка група во Македонија.
па и најдобра беа во На првата ранглиста сезона беа, на мислам, ранглистата беа први. да, Први беа пред први Фаланга, пред Штипска Фаланга, Да. се сеќавам добро, во навивачките сезони од 92 до 94 година. Толку имаше на ранглиста на тогај неделникот скок, Сите, ако се сеќавате. значи, вклучени се 4 членови од старата гарда. Сите тие 4 члена, значи не значи дека и другите Дека им се навивачи- вратите затворени на дека им другите, се да. вратите затворени. Тие преку нив се вклучени. Значи тие се лидерите на старата гарда семени, преку нив се вклучени во фудбалскиот клуб Осогово и Нормално. секој од нив со, значи сите ние 21 член на управниот одбор сме спремни конкретно да му помогнеме на финансискиот клуб Осогово. Значи преку обезбедување на техничка, организациона, кадрска, финансиска помош. Вие спомнавте дека значи што доколку Што би било кога би било? што би било кога било. Нормално е значи круцијален проблем се секош финансиите во Тоа во сака наше да го време. потенцирам бидејќи Пак ќе играчите се нормално навратам- дека ќе барат пари нешто. и нормално е значи да им, нормално да им се плате нешто. да им се сатурираат тие нивни потреби Да. кои што ќе ги имаат. Пак ќе спомнам значи финансиските средства за почеток на новата сезона Обезбедени. се обезбедени. Тековно се предвидени проекти со кои ќе се апсорбираат финансиски средства и во разговори со бизнисмени кои начално Согласно да. согласност дадоа, не конкретна, начелно, значи зборуваме никаде во писмена форма, но усно дека ќе помогнат во работењето на управниот одбор на финансискиот клуб Осогово. Ние се надеваме дека барем ако половина од тоа го оствариме, што е предвидено и што е ветено од фудбалските љубители во градот И тоа Кочани, би било доволно. дека би било и повеќе од доволно Осогово да се врати во втората фудбалска лига. Уште веднаш во наредната фудбалска сезона. Јас сега ќе си земам за право пред да одјавам емисијата да и да ти се благодарам на тебе, ќе си земам за право да закажам следна наша средба што ќе се случи одма веднаш по она што ќе биде Состанокот прецизирано на на централниот. состанокот, односно каде ќе се знаат сите релевантни структури. Па дали преку некоја емисија, дали преку некоја изјава, тоа ќе го покриеме. Како медиум еве како Канал 8 ви стоиме на располагање секој пат. Мислам дека имавме добра соработка. Бевме единствена, ајде да кажам, единствен медиум што највеќе налегавме особено да влезе во втората лига и бевме тие што ги пренесувавме над преварите од првиот дел. И дома и на страна. Се изменија некои работи, што е тука, тоа е минато, да не се враќам на минатото. Сакам како млад, вака се знаеме ни за години, да ти посакам и на тебе и на новиот управен одбор што го формиравте, една успешна и плодна работа. Нека ви се оствари 50% од зацртаното. Мислам дека укочени ќе бидат задоволни и навивачите, и гледачите, и навивачите, и оние што не доваѓаат на теренот, можеби ќе почнат да се враќат, бидејќи навистина Осогово заслужува местото онаму каде што е. Тоа е втората лига. Значи во моментот најмалку Осогово заслужува да се надпреварува во втората фудбалска лига. Значи нашите максималистички императиви се да се врати Осогово во првата фудбалска лига, затоа што Осогово во 90-тите знаеме дека беше дел од елитата на македонскиот фудбал. Се сменија некои работи, посебно во последните 7-8 години. Осогово беше доведен до дередже да не се знае дали ќе екзистира овој фудбалски Али бренд во благодарение на кои Македонија. луѓе мора да признаеме дека Апсолутно, значи името не згасна. ова прилика значи морам да потенцирам дека на некои спортски ентузијасти значи се бореа и да продолжи да екзистира фудбалскиот клуб. Не смее да се дозволи значи ФК Осогово да згасне. Тоа никогаш нема ни да се случи. Значи Осогово Тај ќе биде на Постојал- на столбот на страмо што ќе го направи. Осогово постојал и ќе постои. Осогово жнеел успеси, Осогово и ќе жнее успеси. Па токму тоа 88 години до оваа година постоење не е мала работа. Оливер, ти благодарам што беше дел од емисијата. Реков да ви посакувам плодна работа, успешно и успешен старт. Па ние сме тука, вие сте таму, ќе имаме соработка и ќе следиме на стапите на Осогово. Дај Боже, следната година во ова време да разговараме за еден ранг повисоко. Благодарам уште еднаш за поканата во емисијата и да посакам да се видиме во некои убави времења каде што заедно ќе ги споделуваме успесите на ФК Осогово. Ти благодарам.
Почитувани мои, тоа беше мојот гостин, Оливер Досевски, председавач со собранието на фудбалскиот клуб Осогово до изборот на председател и останати структури на брендот на кочанскиот спорт. Ви благодарам за вашето внимание, ви се кажувам средба следниот петок во истото време со некој нов гостин и се надевам дека ќе ви биде и тогаш интересно. Уште еднаш ви благодарам за вашето внимание, да сте ми живи и здрави, довидување.